Премиерот Христијан Мицкоски, воениот врв на Македонија и американската амбасадорка Анџела Агелер денес во касарната Јане Сандански во Штип промовираа 29 оклопни возила од Соединетите Американски држави. Кога инвестирате и кога јакнете армијата, тоа значи дека инвестирате во траен мир и инвестирате во одбрана на сопствената татковина. Како председател на владата, секогаш еден од моите важни приоритети била безбедноста на државата, мирот, зачување на мирот, стабилноста на државата, бидејќи тоа се основните услови за да можеме да развиваме општество кое што ќе напредува и општество кое што ќе нуди иднина за сите граѓани. Да се заблагодарам на амбасадорката на Соединетите Американски држави, која што секогаш дава поддршка, секогаш е тука кога треба да разговараме во делот на модернизација на македонските вооружени сили. Ова за амбасадорката Агелер е продолжеток на тесната воена соработка помеѓу Македонија и Соединетите Американски држави. Since this program began in 2019, Од самиот почеток на оваа програма во 2019 година, нашите напори всушност ни помогнаа во испораката на 67 возила од ваков карактер кои што се последни открив на технологијата, вклучувајќи ги и 29 возила кои што ги прифаќаме денес. Овие лесни оклопни возила ќе бидат и ќе представуваат трбецот на Северна Македонија и конкретно на лесната пешадинска баталионска група, кои што всушност представуваат физичко отсликување на улогата која што вие имате како одлучен сојузник во НАТО. Освен ова, полето на соработка со американските вооружени сили се проширува, потенцира министерот за одбрана Владо Мисајловски. Подпишавме и 7 нови договори со САД, проекти кои се во процес на реализација се однесуваат за набавка и опрема на специјалните сили, набавка на беспилотни системи, опрема за сајбер заштита, лесно пешадинско вооружување, средства за лична заштита и комплет за контрола на здружен оган. На промоцијата беа присутни премиерот Христијан Мицкоски, воениот врв на Македонија, ресорниот министер Владо Мисајловски и американската амбасадорка Анџела Агелер.